Почитувани гледачи, добро вечер и добродојавте во најновото издание на Проверитас. Вечера во нашето студио повторно гостува директорот на службата за општи заеднички работи господинот Ивица Томовски. Нашата прва емисија реализиравме пред речиси една година, кога беше кризата во Кочани и говоревме за тоа како владата тогаш се справила со тоа. А денеска повторно разговараме во време кога јавноста е фокусирана на актуелните случувања во Гостивар. За сите преземени активности, координацијата на терен и улогата на службата за во овие предизвикувачки моменти ќе разговараме со господинот Ивица Томовски. Добро вечер, добродојавте во Проверитас и да ви се заблагодарам што во ова време турбулентно за сите нас и преокупирани со вашите обврски најдовте време да дојдете и да видите во Проверитас. Добро вечер, благодарам за поканата, поздрав до вашите следачи и гледачи. Ке може со Ивица ви се обраќам, така? Да, секако. Најактуелната тема во моментов е ситуацијата во Гостивар. Станува збор за навистина алармантен случај, општеството е загрижено, владата веднаш реагираше преку службата за општи заеднички работи, со која што вие раководивте, обезбедивте 50.000 литри вода за пиење дневно за граѓаните. Колку беше важна оваа брза реакција прва да се случи во Гостивар? Практично уште од самиот старт, од самиот почеток кога процури во јавност сваквата информација дека има проблеми со водата во Гостивар, владата будно ја следеше целата ситуација, координираше со сите институции да постапуваат онака како што треба да постапува една сериозна држава и сериозна влада. Можам да кажам дека интервентно донесовме одлука во неделата дека на граѓаните на Гостивар има потреба првенствено питка вода за пиење за конзумација, бидејќи е летен период, има зголемена количина на луѓе кои што се и гравитираат околу Гостивар и во Гостивар. Уште во текот на неделата однесовме 2 шлепери, тоа се околу 50-60 тони на вода. Заклучно со вчерашниот ден, односно до вторникот, имаме однесено 210 тони питка вода за пиење. Она, кажувам, ние што сме однели, има таму плюс додатни донации и слично. Многу градоначалници се вклучени. Така, многу градоначалници се вклучени и има многу голем број градоначалници кои што понудиле директно на градоначалникот помош преку нас и институциите кои што се занимаваат со оваа проблематика. Можам да кажам дека имаме 6 или 7 пунктови отворено каде што водата се дели на граѓаните. Еден од нив е и во болницата. Целта е да има болницата за најранливите во секој момент достапна вода за непречено функционирање. Во текот на денешниот ден се организираме преку нашите луѓе да се доставува вода, се направи еден список на болни, изнемоштени, постари лица, лица кои што не можат да им се доставува до нивните домови. Мислам дека ќе биде таа акција успешна, па се она колку што е потребно и како е потребно во текот на следниот период ќе имаме достава и количини на вода. Како што знаете, во текот на вчерашниот ден е прогласена и кризна, 30-дневна кризна состојба. Активирано е на комитетот е активиран да помага, односно владата во овие моменти ги презема сите ингеренции за расчистување и расветлување на овој случај. Ингеренциите на општината и се иземат, бидејќи тука би сакал да напоменам дека кога Агенцијата за храна и ветеринарство ќе каже од било кои причини водата дека не смее да се конзумира и не смее да се користи, општината е должна да обезбеди ова што владата го обезбеди. Поради тоа што идовме дека нема капацитет општината да излезе во пресред на граѓаните на Гостивар, се вклучивме како влада, затоа е прогласена кризна состојба за полесно да можеме да ги движиме работите понатака, така да уште во текот на вчерашниот ден инспекцијските служби се пуштени на терен, се испитува водата, се проверува првенствено. Каква е моменталната состојба, баш тоа ме интересира? Цело време си на терен, те гледаме постојано таму по медиумите. Инспекторите од Агенцијата за храна и ветеринарство беа присутни 24 часа, утврдија нели дека таа вода не сме да се пие. Каква е моменталната состојба, Ивица? Емисијата ја снимаме ние во среда, ден пред да се емитува, до овој момент каква е моменталната состојба со Реално е многу хаотична состојбата. Видете, во 21 век вие да немате вода за основни потреби, навистина е мизерно. Не знам друг збор како да искористам, но навистина
е мизерно. Да, како што напоменавте, инспекторите од АХВ се излезени, луѓето, експертите од водовод се излезени на терен, ги испитуваат водата, утврдуваат каде и од што настанал проблемот, иако генерално се знае каков е и од каде произлегува проблемот. Првиот пристап кој што треба да го направат и се прави е дехлоризација на водата, односно да првенствено да се направи вода за техничка употреба. После одреден период таа вода да се испита неколку пати и да се прочистува, за да се направи и вода за пиење, како што напоменав, се додека се направи тој дел, а се работи секојдневно, ние стоиме на располагање како влада, ќе помагаме се до онен момент додека не добијат граѓаните питка вода за користење и конзумација. Дали ова значи дека владата ќе биде активна и ќе биде оваа состојба се додека не биде целосно надминат овој проблем и дали може да очекуваме некои нови проблеми како последица од сето ова што се случува во Гостивар? Тука подобро може да кажат, ако мислите на здравствени проблеми понатака, здравствените работници од она што го знам, да може да има, се следи будно ситуацијата преку Министерството за здравство од Општата болница во Гостивар, целиот медицински тим е вклучен во следење на овие пациенти кои што се заболени. Можам да кажам дека нема многу пациенти кои што лежат таму, повеќето се во домашни услови. Можам да кажам дека Министерството за здравство излезе во пресрети и ги даде потребните лекарства кои што беа побарани од Општата болница за да немаат трошок граѓаните. Да оставиме на времето да видиме како ќе се развива проблемот. Моментално има голем број заболени, опаѓето е голем тој број на заболени од ден во ден, биејќи тука благодарност на граѓаните на општина Гостивар, кои што ги следат препораките кои што ги дава владата, Министерството, институциите кои што се занимаваат со овој проблем, и ги замолувам да продолжат да ги следат, биејќи само така можеме заеднички да го отклониме овој проблем. Покрај сите овие работи што ги кажавме, секако не треба да забораваме дека огромна штета е направена приватниот угостителски сектор, поготово во Гостивар во овој период од годината. Читам 2 дена КПН, се празни рестораните нормално да бидат празни или во овој период. Поголем дел од диселениците кои што доаѓаат во овој период од годината во Гостивар викаат се префрлиле во Албанија од страв дека сето тоа. Штетата е огромна, нели, во секој случај, но еве брза реакција мора да признаеме имаше и на обвинителството, отвори истрага. По понеделникот беа приведени тројца вработени од едното претпријатие Комунарец, директорката и уште двајца одговорни луѓе. Еве, би сакал нешто да ве прашам некако функционер, некако човек кој што е во владата, туку како еден обичен, нормален човек, семеен човек кој што живее во Република Македонија. Очекувате ли вака лично дека овој случај ќе добие брзо разрешница, ќе знаеме што се случувало во Гостивар? Овој случај мора да добие брза разрешница и мора да има виновници. Без разлика кој, како, реалните, вистинските виновници мора да завршат онаму каде што треба да завршат, затоа што ова во поново време на некој начин геноцид врз населението. И да не се чудиме кога слушаме колку луѓе се иселуваат од државата. Од државата се иселуваат луѓе заради кабелот е виновен или слични изреки во минатото. Не, треба да се знае кој е точно виновен, кој ја предизвикал оваа штета, кој посегнал по здравјето на граѓаните и треба да има одговорност од прв до последен. И нема тука само кривична одговорност, тука треба да има и морални одговорности, бидејќи ние како носители на одредени позиции мораме некојаш да сносиме и морална одговорност заради она што не сме го спречили, а сме можеле да го спречиме, бидејќи да бидеме на чисто. Ова не е прв случај во Гостивар да има проблеми, проблеми со водата. Ова е направено да има дотур на водата, бидејќи има поголема количина и гравитација на луѓе во овој период и да немаат проблеми и протести. Локалните власти имаат направено ваква екзибиција и ваква неправда врз граѓаните. Да, имаше и протест во јуни месец, имало протест Дебрешта, мислам, жителите, па као реакција на тоа, нели, се ваде во целата таа приказна дека е реагирано, но она што сите не чуди како луѓе, како сето тоа е направено без да се размислуваат на последиците. Кога говориме за последиците, Ивица, мислиш дека покрај
овие 3 лица истрагата ќе опфати други лица кои што биле на некој начин директно или индиректно инволвирани во ова труење, би рекол, на граѓаните на Гостивар. Сметам дека од комуникацијата, од испитувањето на обвинителството и полицијата треба да излезат повеќе лица виновници. Не верувам дека само на овие лица така им текнало да постават пумпи да го надополнуваат бунарот за да има проток. Предпоставам дека побарале од некого некаква дозвола, но да оставиме тоа обвинителството и МВР да се позанимаваат и да ни излезе на крајот со конечни резултати, да знаеме кој е виновен, но да, сметам дека треба да има овдека и морални оставки во најмала рака од, ево да не речем, да не видам скромен, и од градоначалникот на општината. Така да, тоа ми е следното прашање што сакам да ти го поставам, но гледаме молк кај албанскиот политички кампус, не збори ништо за Гостивар, збори за Бујар Османи, за таблата на Орце, од друга страна го гледаме Венко Филипче доаѓа во Гостивар и безобразно пробува да пласира теза во која што во време кога бил министер му се случили 4-5 работи што имало и директна вина можеби. Она што најмногу од се мене ме иритира лично како граѓанин на Република Македонија е однесувањето на актуелниот градоначалник на Гостивар, Лимани. Вели дека не чувствува морална одговорност за случувањата. Како го коментираш ова изјава на Лимани? Тоа е нешто најмалку што треба да чувствува, морална одговорност. Може би и треба да има и други одговорности, не само морална одговорност, но моралната одговорност првенствено тој треба да има, бејќи тој е татко на градот, тој се грижи за градот. Знаел дека има и во изминатиот период проблеми со водата, требало да застанат и да видат каде е проблемот и како да го решат, а не само да закарпат и да поминат и да не чувствува никако да, во ред, комуналното предпријатие си е посебен субјект и се тоа, но ти си татко на градот. Ти си менаџер на сите институции, ти ги поставуваш луѓето. Во најмала рака треба да чувствуваш морална одговорност. И ти ми ја гарантираш сигурноста дека водата е сигурна. Апсолутно, за тоа те гласале граѓаните. Побара ли помош градоначалникот оваа криза ситуација од владата? Имаш ли некоја соработка пред да се прогласи состојбата со централната власт? Во јавноста се потенцираше, нели, ова што го кажа, формирање на кризен штаб. Значи, никаков знак од негова страна не беше испратен за заедничко надминување на кризата со оваа поддршка на владата. Зашто се случуваше ово? Зашто го правеше? Нема ли капацитет? Уплашен ли е? Политичка позадина ли е? Што е работа? Не можам, искрено ти кажам, не можам логика да најдам во однесувањето на градоначалникот овие неколку дена. Јас сум човек кој се бавам со политика и ова не можам да го разберам. Видете, од тоа што после неколку дена излегува во јавност градоначалникот, не знам ни дали бил присутен од државава, не знам навистина, може да видите тука може да ја видите неговата сериозност. Кризен штаб прогласува во оној момент кога формира кризен штаб, во оној момент кога владата веќе се впушта во помош и поддршка на граѓаните на Гостивар, бидејќи гледаме дека локалната самоуправа тоа не може да го реализира и нема капацитет. Дали побарал помош, не побарал директно од нас никаква помош, дали му е понудена помош директно од градоначалниците, да, од многу градоначалници му е понудена директна помош, не знам од кој тоа ја има прифатено. Вчера беше присутен на координативниот состанок кој што го имавме за надминување на проблемот, бидејќи сите сме во тој проблем, и ние како држава и тие како локална власт. Можам да кажам дека ставене на располагање, би било нефер, јас сега нешто да кажувам што не е, да, ставене на располагање, ќе ги отвори вратите, ќе соработува, бидејќи мора да соработува, и сега во овој момент државата е она кој што го презема кормилото, да го расветли овој случај, да го расчисти и граѓаните повторно може да почнат да функционираат нормално и безпрекорно. Интересна е изјавата на Државниот инспекторат за животна средина, директорката Ивана Гиновска, изјави дека интервенцијата на водоводниот систем кој сега е предмет на истрага не било побарано задолжително одобрение од Министерството за животна средина и просторно планирање. Не ми е јасно како може да се изведуваат вакви зафати без законски предвидените дозволи. Кој треба да поднесе одговорност за ова? Јас знам дека изворите за вода во секоја држава се на некој начин и стратешки објекти за целата сама држава. Треба некој да понесе одговорност за ова? Апсолутно дека треба понесе одговорност, како што напоменав пред малку, поради зголемениот број на луѓе кои што гравитираат во Гостивар, тие се
ова им е обид како да ги задоволат луѓето, без при тоа да мислат на последиците кои што може да произлезат, како во овој случај што произлегуваат последиците, и го прават тоа како што го прават на начин кој што го прават. Треба да си понесат сериозна одговорност за ова. Институциите треба да си постапат онака како што е законски и по закон. Инаку по закон тие мора на дневна основа да прават испитување и да утврдуваат дали водата е исправна или не е исправна за конзумација и за пиење. Покрај тоа знам дека одат на некои тендерски постапки за испитување од други институции. Како независни институции. Како независни. Не знам зашто чекале до сега да утврдат дека водата не е исправна за конзумација и за пиење. Тука треба да се пристапи инспекторатот покрај другите служби кои што постапуваат. Инспекторатот треба да се произнесе со своји факти и докази. Така, премалку спомнано и прв пат ова се случува во Гостер, мислам дека 2017 се случи слична состојба, колку 800 души беа пријавени, но ни тогаш не добиваа цела приказна, нели, конкретен епилог и не беше утврден причинителот. Дали мислиш, Ивица, пардон, овие незаконитости од минатото, неказнивости од минатото, придонесе се тоа, нели, да се турка под тепих, како викаат, и денеска повторно се соочиме со ваков проблем, дека ова не е од денеска, не е од вчера, дека трајало може многу повеќе. Ево, најсвеж пример го спомнавте, 2017 година. Ако тогаш пристапеле и постапеле како сега што се постапува, да има приведени, да има изнесени со доказ пред лицето на правдата луѓе, да имало помош од тогаш владата, која и да било влада, не знам во тој период кој бил. Влада денеска нас немало ова да не се случи. Затоа што јас ве уверувам дека кога ќе се разреши овој проблем, нема да има понатака проблем. Веќе е актуализиран во јавноста, ќе има одговорни лица кои што го направиле овој проблем, и јас ве уверувам дека утре нема човек кој што би пристапил на истиот начин да надополнува бунари без при тоа да мисли на последиците кои што може да произлезат. Јас искрено цела ова состојба со гостува што се случува длаво околу мене буди некои чувства на, нели, на револт, на бес и кај сите луѓе буди тоа, да се надевам дека во иднина нема да се случува никакош повеќе ваква работа, бидејќи 21-виот век да се труеат граѓаните, сопствените граѓани на онаков начин, го кажа, равно е на геноцид. Равно е на геноцид. Видите, таму немаат скица, немаат план како се движи водоводната мрежа. Тоа плюс ги отежнува работите за инспекторите и стручњаците да можат да утврдат и да најдат начин како да се отклони проблем. Така. Ајде да се навратиме на блиц едно-две прашања имам кои што не се поврзани со гостира, се поврзани со она што се случува ново владата и институцијата која што ја водите, сигурно ги интересира и тоа граѓаните многу. Се воведува боени регистарски таблички за службените возила, ги гледаме. Какви се првичните резултати од оваа мерка? Дали веќе се забележуваат ефекти во однос на транспарентноста и спречувањето на злоупотребите кои што ги имавме во минатото? Апсолутно така. Значи, граѓаните прво можат сами да ги видат кои се службените возила, не може да се кријат, не може да се паркираат пред згради, па да се користат како приватни возила. Првенствено, кој да вози такво возило би му било срам, а второ знае дека може да подлежи на јавна критика. Так. И има многу поплаки, можам да кажам дека до нас стигнале преку 50 мејлови. Ние тоа го превземаме, го препраќаме преку МВР да испитаме чиви се во чива сопственост, тие па ги праќаме до институциите, имаме одредени одговори, имаме некаде каде што не ни е одговорено кои се причините за злоупотреба, но можам да кажам дека повеќе не можеме да ги видиме овие возила на партиски настани, на летување во дестинациите во соседството и во држава, не може да се... Носење дрва по дома по 2 кубика, нели? Така е, апсолутно. Така да јас навистина сум задоволен од ова кое што го постигнавме. Може би не успеавме 100% да ја искорениме таа злоупотреба, може би да има некаде мал дел на злоупотреба, но ве уверувам дека минимум 70% е намалена злоупотребата на возилата и како поминува времето, таа уште повеќе ќе се искоренува.
толку колку повеќе ние критикуваме во јавност, толку повеќе ќе се искоренува злоупотребата на возилата. Во секој случај тоа е одлична акција, би рекол, и одлична приказна од причина што се намалуваат и многу трошоци сега, веќе нема она што го кажа дека некој може да се шета приватно да ги преси да станат работи. Во секој случај браво, пофалба за сето тоа што е направено. Неодамна беше за мене вака донесена една многу битна законска измена како човек кој што 30 години ја следи политиката, со кој што целиот државен имот се става на располагање на службата за општи заеднички работи. Тоа според мене отвора пака еден голем простор, можност за многу запуштени државни објекти кои што сме ги гледале по држава да бидат обновени, повторно ставени во функција. Знаеме дека претходната власт беше подготвена, иако има своји некои одредени објекти, да земаат други објекти под кирија, па нели големи кирии, па да се прават одредени, народски кажано, далавери, како викаат. Што мислиш, Ивица, зошто ова не беше направено порано и кои се првите конкретни приоритети за реализација на ова, би рекол, реформа? Ова е веќе реформа. Практично не е целиот имот во собственост на службата. На некој начин службата се презема одговорност, или јас како личност се преземав одговорност за да видиме кои институции функционираат, кои не функционираат, кои се во фаза на распаѓање, кои немаат имотен лист, како што немаа многу голем дел од нив имотен лист. Државни институции без имотен лист. Апсолутно. Страшно. Сум напоменал и во минатото, вилите премиерска, председателска, вилите во Охрид кои што ги имаме, сите тие беа без имотен лист и заради тоа беа во таква состојба каква што се уште, можам да кажам, бидејќи се уште не сме пристапиле кон нивно реновирање. Знаете, тоа го направивме само пред 3-4 месеци, добивме имотни листови, почнавме веќе, објавивме тендерски постапки за проектирање и за проектирање на нивно реновирање. Очекувам дека по овој месец ќе завршат сите тие постапки и потоа чекор по чекор ќе пристапиме врз основ на приоритетите за нивно реновирање и ставање во функција на институциите, граѓаните или државата, како е и да биде, за каде и да се. Да, има многу институции, по тоа утврдивме дека плаќаат закупнини високи кири према приватни лица. Моментално сме на чекор до целосно сместување на овие институции. Тука би спомнал таа фамозна комерцијална банка која што е собственост на службата, која што ево после 4 години можам да кажам дека на 10 август завршува комплетно со нејзино реновирање и голем дел од институциите ќе бидат сместени таму. Приоритет ќе имаат оние институции кои што плаќаат кирија да ги сместиме таму за да не плаќаат кирија, а после тоа ќе пробуваме и сите останати институции како што се МТВ, Нова Македонија, познатата НИП Нова Македонија, да можеме да ги реновираме бидејќи навистина кога има одредено невреме дошто има мизерни услови за функционирање и од тие причини сакаме да пристапиме кон нивно реновирање и ставање во функција на државата. Па ако знаеме дека 7-8 години шајка не беше заковано од државите, дека почнувате од руиниран систем па го враќате. Да се надеваме дека во брзо време ќе се решат тебе. НИП-от нели беше жртва на последното скопско невреме Нова Македонија и тоа е многу нормално, тој објект кој што е повеќе од 5-60 години стар, кој што треба да се реновира. Да, конкретно баз за него е проектот не е готов. На следна седница на влада ќе информирам владата колку од прилика врз основ на проектантите кои што ги изведеле проектите би не чинело реновирање првенствено на крововите, бидејќи првиот проблем доаѓа од протекувањето на вода од кровот. Така, полека стигнуваме до крајот. Динамично беше денешно гостување со тебе овде што разговаравме. Мене ме станува пред да се одјавиме и да се поздравиме, како се вика, по името на редакцијата овде на Проверитас, да ти посакам тебе и на целата екипа која што сте вклучени во цела работа во Гостивар, да издржите, да бидете храбри како што сте храбри, да носите сигурност кај граѓаните како што носите во периодов и што побрзо да помине целата оваа работа. Ивица, па се надам дека од третата серија до година здрави и живи кој ќе бидеме во емисијата Проверитас, дека ќе говориме за поубави работи, бидејќи
Еве, и двете твои гостувања практично до сега беа поврзани со едни тешки кризи во кои што добро се снајде владата, мора да признаеме, на Република Македонија. И тоа, еве, како ми дозволиш уште две блиц прашања вака би ти поставил пред одјавувањето, си релативно млад човек, нели, кој што е седнат на многу жешко столче, кое што, нели, е страшно да се работи целата таа работа. Постои некој мотив што те тера да бидеш така, ете 24 присутен да го работиш ова? Имаш ли поддршка од твоите најблиски? Како ја поминуваш целата таа работа? Дали се каеш на крајот на криштата? Апсолутно. Поддршката од дома секогаш е на високо ниво и таа е првиот мотив. Мотивот зашто сакам да помагам и зашто сакам да ја работам оваа работа која што работам, доаѓа првенствено од разговорите пред да дојдеме на власт со нашите блиски, со нашите сограѓани, која зборевме дека можеби ние сме последната генерација која што може да даде надеж на нашите врсници, можам да кажам. Јас сум поприлично млад човек и голем дел од мојата генерација се луѓето кои што се иселуваат и се одлучуваат на чекор надвор од државата. И јас тоа го правам се со цел да докажам дека имаме добро место за живење, дека можеме нешто добро да направиме. Пак ќе кажам, ние сме генерацијата која што треба да ја врати надежта. Јас колку и да бидам оптимист, знам дека не може тоа, немаме магично стапче, ние сите луѓе ги спречиме да се иселат од државата или да ги вратиме повторно од државата, но можеме да дадеме надеж и да им дадеме мотив на оние идни генерации после нас да направат ова парче земја подобро место за живење и поатрактивно за останатите сограѓани, не да се иселува. Така е, и за крај, уште еднаш да повториме за нашите граѓани и во Македонија и во Гостивар да бидат мирни, колку што се може и спокојни. Кои се вака следните чекори, кои што рековте, уште еднаш да повториме на брзина дека ќе се преземат во периодов и еве за крај да им упатите на порака на граѓаните на Гостивар, како човек кој што е еден од најповикуваните во ситуација. Првенствено би ја упатил пораката да веруваат во владата, да соработуваат, да ги следат институциите, меродавните институции и медиумите, кои ќе известуваат како и што треба да прават во овој немил настан, да не бидат загрижени количини на вода и основни потреби кои што им се потребни ќе ги има до крајот на разрешување на овој случај. Се работи непречено од сите институции во државата, дали се тоа инспекторати, институции и експерти од водовод на град Скопје, кои што ја разбираат, ја знаат оваа проблематика. Првенствено најбрзо можно кое што може да се направи ќе биде водата се стави за техничка употреба, бидејќи јас знам дека покрај питката вода клучен проблем во градот е и техничката вода. Првенствено тоа ќе го направиме. Второ, питка вода ќе имаат постојано за пиење, да веруваат во владата, да соработуваат со владата и да не бидат загрижени, бидејќи имаме план, имаме стратегија и знаеме како ќе го вратиме нормалното функционирање во градот. Така. Ти благодарам, Ивица, уште еднаш што издвои време да бидеш гостин во ова вечерашно издание на Проверитас. Почитувани гледачи, се надевам дека уживавте во разговоров и добивте многу информации кои што се поврзани со оваа криза која што ја имавме во градот Гостивар. Ви благодарам за вниманието и пријатна вечер. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proVeritas.mk.